Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на моленјето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како земја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна. Послушај ме, Господи. Денес, драги мои, е голема радост на човештвото. Денес го празнуваме големиот ден на раѓањето на нашиот Бог и Спасител, Господ Исус Христос во тело. Не верувам дека некој од вас не знае што се случило на денешниот ден. Не верувам дека постои христијанин кој што не слушнал зошто нашиот Бог дојде во тело, но редно и денешниот ден да го прочитаме поучното слово, односно образложението, јавувањето на самиот ден. Евангелието вели: но кога се исполни времето, Бог го испрати својот единороден син, кој се роди од жена и се подчини на законот, за да го спаси човечкиот род. Драги мои, нашиот преблаг Бог, кога минале 9 месеци од благата вест, од благовештението, што и го јавил архангелот Гаврил на Пресветата Дева во Назарет, велејки: радувај се благодатна, ете ке зачнеш и ке родиш син. Во тоа време излегла од кесарот Август заповед да се изврши попис на сиот народ во Римското царство. Според таа заповед, секој требало да си појде во својот град и таму да се запише. Затоа праведниот Јосиф дошол со Пресветата Дева во Витлеем, градот Давидов и јудејски, бидејќи двајцата биле од царското колено на Давида, бидејќи во тој мал град се насобрало многу народ. Заради пописот, Јосиф и Марија не можеле во ниедна куќа да најдат конак, односно место каде што ќе починат, заради што се засолнале во една овчарска пештера, во која што пастирите ги затвориле веќе своите овци. Во таа пештера, во ноќта помеѓу саботата и неделата на 25 декември по стар стил или 7 јануари, како што ние го празнуваме по нов стил, Пресветата Дева го родила Спасителот на светот, нашиот Бог и Господ Исус Христос. И откако го родила безболно, како што и го зачнала безгрешно од Духот Свети, а не од човек, таа самата го повила во ленени пелени, му се поклонила како на Бог и го положила во јасли. Потоа пришол и праведниот Јосиф и тој му се поклонил како на божествен плод од дествената утроба, а дошли и пастирите од полето, упатени од ангелот Божји, и му се поклониле како на Месија и на Спасител. И пастирите слушнале многу ангели Божји како од небесата пеат: слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Во тоа време стигнале
и тројцата мудреци од исток, водени од чудната звезда, од своите дарови му принеле злато, ливан и смирна и му се поклониле како на цар на царевите и го дарувале од своите дарови. Така дошол на светот оној, чие што доаѓање било проречено од пророците, се родил онака како што било проречено од пречистата дева во градот Витлеем, од коленото Давидово во тело, во времето кога повеќе во Ерусалим немало цар од родот Јудин, туку царувал Ирод, туѓинецот. После многу своји праобрази и ветувања, пратеници и весници, пророци и проповедници, мудреци и цареви, најпосле се појавил тој, оној, господарот на светот и царот над царевите, за да го изврши своето дело на спасението на луѓето, што не можеле да го извршат неговите слуги предходно. Нека денешниот ден, драги мои, во вашите души најнапред, во вашите срца, донесе мир, затоа што Божик е празник на мирот. Нека тој мир царува во вашите души, нека тој мир царува во вашите семејства и така измирени да можеме да го дочекаме овој голем празник и нашиот Бог во тело, за мирот да го пренесеме и понатаму помеѓу нас христијаните. Нека на оној кој што се роди во пештера и легна во јасли, токму заради нас и нашето спасение, нека му биде слава и сега, и секогаш, и во вечни векови. Амин. Излегов од Отецот и дојдов во светот. Беседа и поука за раѓањето на нашиот Бог и Спасител, Синот Божи. Единородниот Син Божи, браќе, е роден во вечноста од Отецот без мајка. Се родил во времето од мајка без татко. Првото раѓање е недостапна тајна на Светата Троица во вечноста, а второто раѓање е недостижна тајна на силата и на Божјото човеколюбие овде во времето. Најголемата тајна во времето одговара на најголемата тајна во вечноста. Не влегувајќи со мала свеќе на нашиот разум во оваа најголема тајна, да си дозволиме и да се задоволиме, браќа, со сознанието дека нашето спасение потекнува не од човек и не од земјата, туку од највисоките височини и од божествениот невидлив свет. Толкава е мислата и промислата Божја и толкова е човечкото достоинство, што самиот Бог Син се спуштил од вечноста во времето, од небото на земјата, од престолот на славата во пештера и во јасли, само и само за да ги спаси луѓето од гревот и да ги очисти, и во рајот токму нив да ги поврати. Излегов од Отецот, вели Евангелието, каде што има все, и дојдов во светот кој не можеше ништо да ми даде. Во пештерата се родил Господ Бог, за да покаже дека целиот свет е една темна пештера, што само единствено Он може да ја осветли и просветли. Во Витлеем се родил самиот Бог, а Витлеем значи дом на лебот, за да покаже дека Он е единствениот леб на животот, достоен за вистинските луѓе. О Господ Исусе, праведен и превечен Сине на живиот Бог, Сине на Дева Марија, осветли не нас и нахрани не секојдневно со лебот Твој насушен, на Тебе слава и вечна пофалба. Амин.